На денешен ден во 9-та година од новата ера е роден римскиот император Тит Флавиј Веспазијан, основач на династијата Флавиј, кој за време на своето владење од 69 до 79 година ја освоил Галилеја и ги зацврстил римските позиции околу Ерусалим, оставајќи за себе архитектонски колоси како Колосеумот и Капитолот. На овој датум во 1477 година англискиот печатар Вилијам Какстон ја објавил во Вестминстер првата книга отпечатена во Англија на англиски јазик, дикти и изреки на филозофите. На денешен ден во 1626 година папата Урбан VIII ја осветил базиликата Свети Петар во Рим, една од најимпозантните религиозни градби во светот. На денешен ден во 1860 година е роден полскиот државник и композитор Игнац Јанг Падеревски, кој подоцна станал премиер, дипломат и председател на Полска. На овој датум во 1903 година САД и Панама подпишале договор со кој Вашингтон добил неограничено право да го користи Панамскиот канал, договор изменет дури во 1979 година. На денешен ден во 1910 година во Мексико избувнала селската револуција предводена од Панчо Вила и Емилио Запата, која однела повеќе од 1 милион животи. На овој датум во 1918 година белгиската армија влегла во Брисел, ставајќи крај на 4-годишната германска окупација во Првата светска војна. На денешен ден во 1922 година умрел францускиот писател Марсел Пруст, автор на монументалниот циклус Во потрага по изгубеното време, еден од највлијателните романи на 20 век. На овој датум во 1928 година во Њу Јорк премиерно бил прикажан филмот Стимбот Вили, во кој првпат се појавил Мики Маус. На денешен ден во 1936 година Германија и Италија официјално ја признале владата на генерал Франциско Франко во Шпанија. На овој датум во 1969 година модулот на Аполо 12 слетал на месечината со астронаутите Чарлс Конрад и Алан Бин, втората успешна лунарна мисија. На денешен ден во 1978 година во Гвајана се случило масовно колективно самоубиство на 914 членови на сектата Народен храм, предводена од Джим Джонс. На денешен ден во 1991 година умрел Густав Хусак, поранешен председател на Чехословачка и последен комунистички лидер на таа држава. На овој датум во 1993 година јужноафриканските лидери го одобриле уставот што го означил крајот на апартхеидот. На овој датум во 2005 година двајца бомбаши самоубици убиле 74 лица во шиитски џамии во Ирак. На денешен ден во 2007 година 80 рудари загинале во експлозија на метан во рудник во Донецк, Украина. На овој датум во 2008 година под Турска бања во Будимпешта е пронајдено најголемото подземно термално езеро во светот. На денешен ден во 2015 година Обединетите нации соопштиле дека во конфликтот во Јемен загинале 5700 луѓе. На овој датум во 2017 година армијата на Зимбабве ја превземала контролата над државата и го ставила председателот Роберт Мугабе во домашен притвор.